Добар ден на сите, се викам Елизавета Дамева, наставник сум по француски јазик во основното училиште Кочо Рацин во село Ивањевци, општина Могила. На денешниот час ќе се запознаете со некои изрази кои што ги користиме за купување облека и молни додатоци. Истовремено ќе се потсетиме на вокабуларот за облека, боја и материјалите од кои што најчесто се изработуваат парчињата облека и модните додатоци. На крајот на овој час се надевам дека ќе можете да креирате краток диалог меѓу продавач и клиент во продавница за облека и модни додатоци, при тоа користејќи ги изразите што сме ги научиле претходно на час. Искрено верувам дека добро го знаете вокабуларот за облека, па затоа на наредниот слайд само ќе посочувам на облеката, а вие ќе треба да ми кажете како таа облека се вика на француски јазик. Ајде да започнеме. На првата сликичка гледаме што? Така, на првата сликичка гледаме la robe. На втората, што е ова овде? Le pull. Браво, le pull. На третата сликичка веќе имаме нешто поелегантно. Како се вика ова? La veste. Така. Па имаме што? Имаме le short. Браво. Потоа имаме две зборчиња кои што слично се изговарат и слично се пишуваат и најчесто им прават проблеми на учениците. Како викаме за чорапи на француски јазик? Les chaussettes. Браво. А за чевли? Les chaussures. Les chaussures. Потоа имаме едно сладко, елегантно капче. Буквално за волето. Елегантно за волето. Како се вика вакво капче на француски јазик? La casquette. И до него имаме зборче, кое што е слично на она во македонскиот јазик. Верувам дека сите го знаете. La cravate. Браво. Од лесно зборче одиме на едно малку потешко. Што гледаме на сликава? Гледаме женска кошула. Дали може би некој знае како се вика оваа женска кошула? Le chemisier. Потоа до неа имаме едни навистина зимски чизми. Les bottes. Браво, les bottes. До нив le pantalon. Ова беше лесно, le pantalon. Па имаме ракавици. Како се викат овие ракавици на француски јазик? Les moufles. Non. Les gants. Oui, c'est ça, les gants. Од ракавици одиме директно, значи од зима одиме директно на лето и како ќе кажеме костими за капење. Les maillots de bain. Браво. Потоа имаме што? Le cardigan. Па е едно многу лесно зборче затоа што асоцира на нешто во македонскиот јазик. Ето така, l'écharpe. Асоцира на нашата шарпа. Потоа имаме машка кошула. Дали може би знаете како се вика машка кошула? La chemise. Oui, c'est ça, la chemise. Видете нешто интересно. Машката кошула во францускиот јазик и во женски род викаме la chemise, додека женската кошула во францускиот јазик е во машки род викаме le chemisier. До кошулата ги имаме le pyjama. Македонски пижамите, лесно зборче.
Одма го погодивте сите. Ајде, наредната сликичка што гледаме? Le t-shirt, маичка со кратки ракави. И до неа доаѓаат едни пресладки патики или на француски ги викаме како? Le tennis. Браво! Ајде да видиме со модните додатоци. Како викаме рачен часовник? Рачен часовник или la montre. Па до него имаме едно малку потешко зборче, дали може би некој препознава за кој предмет се работи на сликата? Oui, c'est ça. Le collier. До него имаме les lunettes de soleil. La bague, oui c'est ça, la bague. Les boucles d'oreilles. И последната сликичка. Le bracelet. Одлични сте. Ајде да видиме дали ќе покажете исто толку големо знаење и за боите. Како што веќе знаете, во францускиот јазик постојат некои бои кои што имаат иста форма и во машки и во женски род. Дали може во овие звездички да препознаеме кој од тие бои, од овие тука наведени, нацртани, обоени, имаат иста форма и за машки и за женски род. Ајде да видиме. Rouge, oui c'est ça, rouge. Потоа jaune. Така. Rose. Marron. И orange. Преостанатите имаат различни форми во машки и во женски род. Викаме bleu, gris, vert, violet, blanche, noir. Браво за досегашното знаење на вокабуларот за облека и бои. Ајде да видам дали сте толку силни и кога зборуваме за материјалите од кои што ги изработуваме парчињата облека и модните додатоци. Дали може би некој знае што значи зборчето cuir? Кожа. Така, кожа. Coton? Памук. Како викаме кога треба, например, да кажеме памучен фустан? Како ќе речеме? Une robe en coton. Пред секој од овие материјали ставаме en, што ни покажува дека тоа парче облека е изработено од тој материјал. Значи имаме cuir, кожа, coton, памук, лен ќе биде што? Волна. Така. Вискоза. Може би сте слушнале дома вискоза. Вискоза е тенок материјал, лесен, најчесто летен материјал. Потоа имаме джин или фармерски материјал. Па имаме фланел. Дали може би некој се сеќава што е фланел? Фланел или материјал што е мешавина меѓу памук и волна. И доаѓаме до последното лен. Так, лен е летен материјал кој што многу се гужва, меѓутоа е пријатен за носење при високи температури. Ни остана уште две зборчиња, or и argent. Or, так, злато и argent ќе биде сребро. Најчесто се употребуваат нормално за изработка на накит. Бидејќи покажавте навистина извонредно знаење во однос на зборовите поврзани со облека, боја и материјали, сега ќе ве носам на купување или на шопинг во продавница. Ајде да видиме кои изрази најчесто ги употребуваат продавачките кога ќе влеземе во продавница. Vous désirez и го превеле со повелете. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Што можам да сторам за вас? Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Дали сакате да видите нешто?
Vous cherchez quelque chose? Барате нешто? Се мисли на нешто одредено. Je peux vous conseiller? Можам ли да ве посоветувам? Ние од наша страна, како клиенти, можеме да одговориме со Je voudrais voir. Би сакал или би сакала да видам и да наброиме што сакам да видам. Une robe, un pantalon, etc. etc. Ако бараме некој моден додаток, Je cherche une montre. Барам рачен часовник, un collier. Ако нешто сме виделе, ни се допаднало, па сакаме да прашаме дали го има во друга боја, ќе прашаме Est-ce que vous auriez ce modèle dans une autre couleur? Дали го имате овој модел во друга боја? Или пак, ако сметаме дека тоа парче облека е преголемо или премало за нас, можеме да прашаме Est-ce que vous avez ce modèle dans ma taille? Дали го имате овој модел во моја големина или моја величина? И нормално веќе кога ќе почнеме да спораме за големина или величина на облеката што сакаме да ја пробаме, би очекувале дека продавачот или продавачката ќе не праша quelle est votre taille или vous faites quelle taille? Кој број на облека носите? Одговараме со глаголот faire. Je fais du 38. Ако се работи за чевли, треба да очекуваме да го слушнеме следното прашање. Quelle est votre pointure? А ние да одговориме со глаголот chausser, што значи да носиш или да обуваш чевли. Je chausse du 40. Je chausse du 38. И така натаму, и така натаму. Ако веќе ни се допаѓа нешто, продавачот или продавачката најчесто не прашува vous voulez essayer? Сакате ли да пробате? А на нас е да одговориме со oui merci или non merci. Да, благодарам или не благодарам. Vous préférez les chaussures en cuir? Повеќе би сакале кожни чевли. Некогаш и продавачката може и нешто да ни предложи, а ние да прифатиме со oui merci или да одбиеме со non merci. Најчесто кога купуваме нешто, одиме во друштво, затоа што сакаме некој да ни каже дали тоа нешто ни стои или не. Ако сме сами, најчесто таа улога на некој што наблюдува од страна ја има продавачот или продавачката. Па најчесто можеме да слушнеме Ça vous va très bien. Ова многу добро ви стои. La couleur vous va très bien. Бојата добро ви стои. Многу добро ви стои. Vous voulez essayer un autre modèle? Сакате ли да пробате друг модел? Или voulez-vous essayer une taille plus grande? Сакате ли да пробате поголем број? Или une taille plus petite? Помал број. Ние од наша страна можеме да кажеме ça me va bien, убаво ми стои, или ça ne me va pas, не ми стои. Можеме да кажеме je n'aime pas la couleur, не ми се допаѓа бојава, или je n'aime pas la forme, не ми се допаѓа формата или кројот на облеката која што ја пробувам. C'est un peu large, малку ми е широко. Ça me serre un peu, малку ме стега. Ако веќе нештото ни се допаѓа и одлучиме да го купиме, најверојатно ќе кажеме je vais le prendre, ако се работи за парче гардероба или некој моден додаток што е во машки род. Ако е во женски род ќе употребиме la, ако е во множина ќе употребиме le. Ле ги употребуваме и кога сакаме да кажеме дека нештото нема да го купиме, па ќе речеме но finalement je ne le prends pas, merci. Не, на крај нема да го земам. Ако е во женски род, наместо ле ќе употребиме la, ако е во множина ќе употребиме le. Например, но finalement je ne le prends pas, merci. Ако пример се работи за чевли. Ако веќе нешто ни се допаднало толку многу и сме одлучиле да го купиме, нормално да прашаме за цена. Кога прашуваме за цена, водиме сметка дали нештото што сакаме да го купиме е во машки род, женски род, дали се работи за еднина, или се работи за машки род или женски род множина. Па затоа ќе речеме
Il coûte combien? Elle coûte combien? А ако е за множина, il coûte combien? Elle coûte combien? Со тоа што ќе водиме сметка, глаголот, ако пишуваме, нормално да биде напишан во трето лице множина. Освен глаголот coûter, за да прашаме за цена, можеме да го употребиме и глаголот faire, па исто така можете да прашаме ça fait combien? Колку кошта ова? После цената што ќе ни ја каже продавачот или продавачката, најверојатно ќе следува vous payez en espèce ou avec la carte. Ќе платите во готово или со картичка. Наше да одговориме je paye en espèce, ќе платам во готово, или je paye avec la carte, ќе платам со картичка. После сите овие изрази, дајте си малку време, околу 15-20 минути, разгледајте ги уште еднаш, повторете го уште еднаш вокабуларот за облека, боја, материјал и составете еден краток диалог на меѓу продавач и клиент во продавница за облека и модни додатоци. Тогаш кога ќе го завршите диалогот, кликнете и отворете го наредниот слайд. На наредниот слайд ќе може да го прочитате диалогот што јас го составив за вас, а целосно е креиран со изразите што ги работевме на овој час. Ајде да видиме за што се работи. Bonjour madame, bonjour. Vous désirez? Je voudrais voir une robe. Quelle est votre taille? Je fais du 38. La voilà madame. Vous avez ce modèle en rouge? Oui. Après quelques minutes, c'est un peu large. Vous voulez essayer une taille plus petite? Oui, merci. La voilà, madame. Après quelques minutes, ça me va bien. Oui, la couleur vous va très bien. Bon, je vais la prendre. Elle coûte combien? Elle coûte 60 €. Vous payez en espèces ou avec la carte? Je paye avec la carte. Bon, merci madame. Au revoir. Au revoir. Предпоставувам дека и вашиот диалог ќе има оваа конструкција и ќе содржи прилично толку реплики, реченици, колку што има мојот диалог. За оние кои што сакаат да дознаат малку повеќе за изразите кои што ги користиме при купување во продавница за облека и модни додатоци, ви советувам да ја посетите следнава страница, на неја ќе најдете многу диалози на оваа тема, во исто време ќе ги вежбате и вештините слушање и вештините читање и разбирање нормално на текст, затоа што кога ги изговара зборовите, долу имате директно напишан текст на француски јазик. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во некоја наредна прилика. Merci et au revoir.